Дека отвораме тема економија, една од неизбежните подтеми во темата економија е секако штедењето, кое што е особено актуелно во денешното брзо, современо време, штедењето кое што може да се најде во повеќе форми, а во која форма постои кај нас и како се практикува. Разговараме со Еленора Згонјан Петровиќ, членка на Македонската банкарска асоциација. Добро утро. Добро утро. Добре дојдовте во нашето студио. Ви благодарам за поканата. Навистина е чест да се зборува денеска за штедењето. Тоа е нешто што е специфично за сите членки на нашата Македонска банкарска асоциација. И јас навистина сум горда и богами имам привилегија да разговарам како најмал субјект, пошто сепак јас сум управител на штеделница ФУМ, и со вас да поразговарам малце за предизвиците, а и желбата за повеќе штедење. Прво да ја кажеме основната дефиниција на штедењето. Што е штедење? Па видите, штедењето е најважно е процес. Јас со години пробуваме на сите да објасниме наши штедачи дека не може тоа одеднаш да се заштедите, треба време, што значи дека треба еден процес кој што бара да секој пат дел од своите приходи, редовни приходи, повремени приходи, од нив да тргнете на страна за деновите што следуваат. Кога велиме деновите што следуваат, мислиме и на деновите кога на добро нешто треба да направите, да инвестирате, дополнително да ставите пари за користење можеби на вашиот бизнис, или пак од друга страна и за тешките моменти кои што сите знаеме дека од време на време циклично доаѓаат. Сега тука би сакала посебно да го истакнам она една фина дефиниција што доктор Маја Стевкова Штеријева на прославата по повод 31 октомври што е денот на штедењето ја кажа, велики дека штедењето е всушност камен темелник на една финансиска стабилност и развој на една земја. И тоа е навистина така, посебно во услови на едно добро управување со парите. Да не ги мешаме само штедењето и заштедата, нели штедењето е да се стават пари или материјални добра настрана, додека заштедата е да не се потроши нешто од она што се користи, тоа е нели економско штедење и така натаму, тоа се не под дефиниции кои што се од економијата. Имаат ли македонците навика за штедење и дали во Македонија има култура за штедење? Долго време работите јас работам, и затоа ве прашувам за тоа дали имаат навик. Така е, јас долго време работам во секторот на банкарство и можам да кажам дека за како една нација, ние по природа сме штедлива нација. Независно дали станува збор за штедење на пари или штедење на начин на живење, не сме толку насочени према све да се потроши. Меѓутоа, нормална економската криза и различни ефекти кои произлегуваат во различни периоди допринесуваат да износот на колку може да е пари на страната тргнете да варира. Меѓутоа, знаете што е најважно е да се воспостави некој принцип дека мора да се штеди, дека не може перманентно да го тргаме тоа како диетата. Знаете, секој понеделник ќе бидеме на диета. Од први или од први? Затоа јас затоа јас сакам секој да го апелирам, ние во нашата институција многу внимаваме, не е битно кој износ на пари. Знаете како 300 динара месечно да тргнете на страна, после една година ќе ви се фати скоро, нели, износ кој што и не е така малку, за некоја мала потреба. Меѓутоа, наша препорака и постојат, нели, различни студии дека минимум 10% од месечните приходи би требале да ги тргнеме на страна во форма на заштеда, фино рековте, да ни останат. Така да, јас посебно сакам да потенцирам за помладите. Знаете како многу е битно од мали години да се почне со развивање на тој концепт и таа навика за штедење. Тоа подоцна ќе креира свесност за да се штедат пари. Меѓутоа, ако од мал не го разберете концептот на штедење, сериозен предизвик има во иднина да треба да штедите пари, што е можеби најтешкото во еден момент. Сега зборувавме за тоа дали македонците имаат навика. Доаѓате од сферата на економијата и можете да зборувате за следното прашање, а тоа е колку македонците имаат услови. Споменавте дека не е битно колку се штеди, меѓутоа колку македонците имаат услови за штедење со оглед на економската состојба кај нас, порастот на цените, примањата кои што стагнираат. Да, во некои сфери се зголемуваат. Сега има, нели, сфери каде што има големи примања, каде што има средни, ниски примања, меѓутоа генерално колку македонците имаат услови за штедење? Услови, знаете како, секој пат се предизвик да ги креирате условите за штедење, така јас векам, нели, секој сака тоа ако ќе се земе нешто да си го потроши, меѓутоа независно колка ви се приходите, секако дека во Македонија ако ги споредите, дали на европско или на светско ниво, приходите се многу ниски на граѓаните, но тоа не значи дека не треба да се штеди. Затоа што чувството на таа стабилност што ја добивате кога имате макар и малку пари на страна,
е бесценето, заради тоа што во моменти, посебно на тешки ситуации, што може да дојдат тотално непредвидливи ситуации, чувството на сигурност што произлегува од заштедата е немерливо. Знаете како, и да имате минимална плата, јас знам дека тешко е да се живее на ова време со тие приходи, меѓутоа самото тоа дека треба само малку да тргнете, значи колку и да е тоа, само да е малку и да се креира таа потреба од секојдневно штедење. Членка сте на МБА, Македонската банкарска асоциација, имате ли некакви процентуални бројки, некакви податоци, кој процент од населението во Македонија штеди? Видете, да бидем искрена, на веб страната на Народна банка на Северна Македонија има толку статистички податоци поврзани со низа економски параметри, посебно во секторот статистика, ама понеделнички, ако се расфрлиме со бројки пред граѓаните, ќе биде бајаги напорно. Јас само ќе кажам една вака генерално разбирање, што сме многу горди на ниво на секторот, а тоа е дека 20% депозитите се зголемени во однос на времето пред пандемијата. Тоа покажува дека луѓето, дури тоа како што вие наведовте во тешки моменти, како што се сега целото деловно обкружување, тие понатаму развиваат таа култура на штедење или тие навики можеби од мали што им се уградени. Од друга страна, по оперативно би било дека од септември лани 2022 во однос на септември 2023 штедните влогови на домаќинствата, тука е значи физичките лица, населението, се зголемени за 6,8%. Тоа само ја покажува реално дека довербата за штедење перманентно расте. Какви форми на штедење има во Македонија, во светот и кај нас? Нели, има пасивно штедење, има активно штедење со инвестиции, има штедење со животно осигурување, така натаму и така натаму. Кои форми се најзастапени кај нас? Вај фино ги спомнавте формите, вај тие ги има и во Македонија сите форми. Во принцип најголем дел од начините како да се штеди полека ги преоѓаат со години на нашиот пазар, но се уште е најобемно штедењето во банките и штеделниците, значи во институциите кои имаат право да прибираат штедни влогови. Меѓутоа, тоа не значи дека нема во зародиш и инвестирање во инвестициони фондови, во животни осигурања. Секако, тука малку зависи нели афинитетот и подготвеноста да се преземе определен ризик. Колку се приходите од едно штедење повисоки, нормално дека пропорционално расте и ризикот со тоа. Денарско или девизно штедење? Што препорачувате? Јас сум поборник, да бидам искрена, за денарско штедење. Едноставна причина, затоа што јас сметам дека денарите се националната валута која покажа низ овие години дека е прилично стабилна валута и што доведува да треба граѓаните да не се секираат за причината зашто да стават во денари. А од друга страна, знаете како, ако имате вие нешто у денари сакате да се купите, апсурдно е зашто би губеле курсни разлики ако ги претварате во други валути, па после тоа ги штедите во таа валута, а и во крајна линија, да бидеме објективни, приносот, каматата во денарските штедни влогови е многу повисока. Го споменавте приносот, каматата, претходно кажавте дека е примамливо кога каматата е повисока и во таа сфера се оди, во тој принцип на штедење се оди повеќе, меѓутоа таму и ризикот е поголем. Сега прво да ја прашаме дали се исплати во Македонија да се штеди? Видете, да се исплати, добро го кажавте тоа, меѓутоа ја лично сметам дека прво, зашто и да е, мора да имате доверба. Исплаќањето е втората фаза во одлучувањето. Довербата е клучен елемент за да вие одлучите за кој да ја користите услуга. Еве, например, нели, сите имаме доверба кога одиме на доктор, кај докторите и медицинските работници во врска со нашето здравје, ние им го доверуваме. Кај наставниците им ги доверуваме децата да не ги научат со добро знаење. Токму и доверба, таа истата доверба е клучна за да вие своите пари што од 20 ги сработеле, па уште потешко заштедиле, да ги ставите во една финансиска институција, да ги штедите на страна. Значи, кога ја креирате таа доверба, или како што фино рече гувернерката доктор Анита Бежовска-Ангеловска, дека на нашето обраќање по повод денот на штедење, фактот што растат штедните влогови, да ја парафразирам, во услови на тешко деловно обкружување, кое може би се дешава еднаш во 100 години, само е одраз на тоа дека има доверба во банкарскиот систем. Е само потврда за таа доверба во банкарскиот систем и секако дека, јас мислам дека во овој момент каматите се на прилично соодветно ниво, тоа влие на деловото обкружување нормално. Меѓутоа, од друга страна, приносите се клучните кои што предпоставувам за поголемите износи на штедни влогови се одлучувачки при внесување. Доверба, колапс.
Што ако се случи колапс на системот на штедење, кој е одговорен, колку се безбедни парите, вака вулгарно да кажеме, колку се сигурни парите оние што се доверуваат на штедилниците, на банките и така натаму. Кој одговара за евентуален крах на системот? Јас мислам дека граѓаните во нашата земја треба да бидат целосно спокојни во врска со штедните влогови, од едноставна причина што во Македонија постои фондот за осигурување на депозити. Тој фонд за осигурување на депозити ги осигурува на ниво на еден штедач до 30.000 евра во денарска противвредност целосно обештетување. Нели, и да се вратиме историски, можеше да се види дека секако на сите штедачи кои што имаат до тој износ на средства беа обештетени. Зборуваме за пропаст на системот затоа што бевме сведоци нели во минатото дека пирамидални штедилници се рушеа и така. Точно, сето тоа од тоа научивме сите многу. И како резултат на тоа се покажа дека треба да се формира тој фонд за осигурување и веќе тој живе и работи пуно години во нашата земја. И тоа е, верувајте, еден од клучните сигурносни елементи што и креираат штедачите нив да дојдат да ги користат нашите услуги. Затоа што знаат дека нели све се дешава и во услови на најцрното сценарија дека штедачите до 30.000 евра ќе бидат обештетени и ќе си земат своите штедни влогови назад во момент ако такво нешто се деси. Јас да ви кажам лично, јас, например, сум многу земји, дел од моделот што нашата институција го имплементира е кредитни унии модел, и како нас има во повеќе од 118 земји во светот. И ние еднаш годишно се собираме во различни земји во светот и ги создаваме и ги анализираме моментите кои влијаат на однесувањето за штедење или за кредитирање. И клучен, се уште и до ден денес, клучен фактор за креирање на довербата е дека земјите каде што нема фонд за осигурување депозити или едноставно шема некоја за осигурување на депозитите, имаат најниско ниво на доверба за штедење. Така да јас мислам дека довербата во штедењето е клучна, е поврзана со фондот, но и со финансиската стабилност на целиот банкарски систем, за кој што сте сведоци дека и домашни интернационални регулаторни тела го потврдуваат тоа. Но не заборавајте како беше, немојте сите јајца во една кошница, така викаше баба ми. Да ставиме по нешто и за дома, нели? Колку да бидеме сигурни визуелно. Елеонора Згоњани Петровиќ, членка на Македонската банкарска асоциација, ова утро на тема штедење. Неодамно ви беше денот, ќе ви го честитаме вака отпосле. За следната година ќе го најавиме и ќе го обработиме точно на денот, 31 октомври. Благодариме што бевте гостинка ова утро и се гледаме во следна прилика на ова и други слични теми. Ви благодарам, се гледаме секој пат за убави работи. Благодариме уште еднаш, поштовани